Нема да се менува трасата на гасоводот која поминува низ парк шумата Водно, бидејќи тоа ќе ја одложи изградбата на гасоводот за неколку години. Но јас ќе бидам поборник на тоа за секое исечено дрво да засадиме минимум 10 нови. Вака вице-премиерот Кочо Ангјушев одговори на иницијативата на десетина невладини организации кои се против масакрот на Водно и бараат гасоводот Скопје-Гостивар да се гради по алтернативни траси. Тие се децидни дека мора да се прекине со уништувањето на белите дробови на градот. Вадење на градежна дозвола за гасовод е процес кој што е долготраен и процес кој што е почнат многу години уназад. Промена на траса на гасовод е работа која што ќе го одложи градењето на гасоводот и снабдувањето со газ на одредени региони во Република Македонија на подолг период, 3, 4, 5 години и така и може и повеќе. Од таа причина ценам дека е потребно да се изнедат сите средства да максимално се заштити, зеленилото и шумата на Водно и мислам дека во таа насока правиме одредени действија да видиме како и тоа малце евентуално шума која што би требало да се уништи со правење на гасоводот, а при секој инфраструктурен проект дел се уништува од шума, но многу е важно да ги најдете механизмите да тоа го надокнадите. Јас лично ќе бидам поборник на тоа да за секое исечено дрво бидат насадени најмалце 10. Граѓанските активисти се заканија дека доколку се продолжи со работење на трасата низ парк шумата Водно, ќе се борат со сите расположливи средства против. Според нив до 25 хектари шума може да се уништат ако се гради планираниот гасовод по сртот на планината. Трасата на гасоводот, 11 километри по Водно, би поминала низ над 4 километри високостеблеста шума, а дел низ така наречена нискостеблеста шума. Би ги уништила живеалиштата на значајни видови. Имајќи предвид дека постои алтернативно решение кое поминува од северната страна на Скопје и кое било разгледувано во 4 од можните 5 варијанти на оваа траса, штетите нанесени на парк шума Водно се неоправдани. Се надеваме дека МЕР и владата ќе одобрат алтернативна траса, со што парк шума Водно ќе остане заштитена, а магистралниот гасовод Скопје-Тетово-Гостивар ќе се изгради, соопшти активистите по средба со надлежните институции. Вице-премиерот Ангјушев денеска потенцираше дека не постои градење на инфраструктурен проект никаде во светот кој немал влијание врз животната средина и трасата низ која поминува, но според него најважно е тоа да се надомести.